некои работи, ако се за тебе, Се за така си доаѓаат. Мисла да треба да е пропратена со емоција за да се манифестира. Ја помирна Ивона не сум постоја. Добар ден, Hi. добро ми Hello. дојде. Добро те најдов. Па подобро. Од дома ме собра, не ми се верува, од дома, браво. Како си, Love it. шо преш, дали си добра, се договараме Да. 40 години да Па да се ти кажам видиме. најискрено, само заради тие 40 години не те одбив денес. Иначе имаше хаоси, у хаоси? Имам длабоки причини зашто не сакам онака да излегувам јавно, затоа што јас сум човек кој што кога е окей сака да биде пред камери, кога не е окей, Не по сака принцип да. не сака и зашто нема потреба, ама по овие моменти се приметив и вчера си ја покажувам силината на самата себе и некако кажав нема. Нема да те одбијам и стварно долго време се договараме и не е фер и еве ме. А не ти е онака баш да искачаш моментот пред тоа, пошто знам све, ако збориме за истото све што се деси, мислам све. целокупната ситуација. Како вчера ме каже некој сликата за мене, па бога ми и супер се држиш со сите камења што ти измава. Јас тоа сакав и да ти кажам дека стварно пошто гледам дека и настапуваш, дека си активна, дека секоја чест капа доле за после тоа што ти се случи, не знам. Види, Не сум осетил, не дај Боже сега, на никој не му посакувам, него не знам дали би издржал кога тебе така машки, сваѓаш како да ти кажам. види, многу ми е драго што сликата е машки и у принцип изгледа, мислам, вака кога ќе слушнам за друг дојам како се доживува целата ситуација, сум па добро, уствари сум јака затоа што немам перцепција за себе, мислам дека сум многу слаба. Не, Да, напротив, у ја ќе ти ствари, кажам дека си. Уствари мислам дека сум многу слаба и тоа уште повеќе ме ништи зашто сум у принцип јак човек. У принцип да, се што се имам бориш поминато, се, да. Така некако. Знаат луѓето да кажат цело време тие борби, знаеш што некако сум уморна од борба. Дали тоа ќе беше прашањето, дали животот е борба? И дали колку што е потешка борбата, толку се посладки плодовите на крајот. Знаеш како? Искрено да ти кажам сега, онака така ме собра. Ти кажав у овој период затоа ќе бидам искрена. Искрено, ако плодот е да се разбудам денеска жива и здрава со сите луѓе околу мене без еден, тогаш се сладки. У последниот период нема многу плодови и не знам како е. Не можам да одговорам на ова, ама ме движи, имам една тетоважа, веруј се вика. Таа верба која што ја имам во себе, моментално е така негде внатре приткајана, таа ме движи, таа ме станува, таа ми е заби за мене, таа ми е лице за мене, таа пробува нешто да направи периодов, таа движи, таа пешачи навечер, таа излегува место мене, знаеш, и само тоа е веќе уствари не е период, година дена. И затоа е мачно. Затоа е многу мачно, ама знам дека ќе биде подобро. Знам дека ќе биде подобро и ќе дое време каде што ќе се Ние ќе се радуваме. Да. Имав таков еден картон, ќе има ден кога и ние ќе се радуваме. Да. Реално многу е тмурно задниот период, некако така ми е целото општество, луѓе во све, може и избориве не затупеа све, ама мислам дека треба да се вратиме у игра и треба да живееме. Пред се за себе. Треба да живееме, да. И за тие што не сакаат околу нас, кажи ми како е, мислам, силата Тамара ти ја давали тие најблиските пошто гледам дека имаш и настапи и како, мислам, од каде тоа го црпиш? Знаеш како? Знаеш, што ми е као, ја би потонал, искрено се зборам као. Кога единствена екзистенција ти е оставена на себе гласот и Бог што ти го дал и дарбата што ти е дал и тоа ти е,
моментално се борам со нешто друго да почнам да работам. Не сакам. Многу не сакам. Исто. Многу не сакам. Не можам да ти се смислиш, објаснам. не можеш да се те капираш. Не можам да ти објаснам колку не сакам, а некако како сето тоа да се наметнува да е така, да треба да почнам. И уште се борам и уште истрајувам. Луѓето околу мене, најблиските, можам рака на срце, гледачите тоа нема да го сватат погрешно, сигурна сум, затоа што сигурна сум дека они биле во таа ситуација, се уморни веќе. И уморни се со причина, затоа што трае, и уморни се можеби заради, и уморни се со причина да ми дадат сила ја да ги земам работите во своји раце. Така да, кога ќе кажам дека се соочувам со потешкоти, мислам на стварно големи потешкоти и приватно, и вака, но се тука луѓето околу мене, не се заминати, и се тука толку колку што им дозволувам. Јас сум човек кој што, кога му е тешко, има потреба да добие порака дека си тука, ама не сака да си му близина. Имам потреба да си таму, ти да си у твоето. Ама само кажи ми така на дневна база, јас сум тука, да знам дека си тука, знаеш? Ама да го имаш пак мирот. Да си имам ја избор, на пример, еве имам еден другар, нема да ми се налути, еве ќе го поздравам во оваа прилика. Вчера ми вика, јас сум денеска решен да те видам. Ти што сакаш прави? Не се видовме. Ти не ќеш? Да. И неќев, и имав една емисија, а мене кога имам моментално, не сум overtask, не знам да функционирам со overtask, кога имам една работа, јас се фокусирам, немам доволна енергија за да го давам тоа. И сум во фазон, окей, не можам да се видам затоа што треба да идам коста да правам, ама не, јас сакам да те видам, супер. Ама нема да ме видиш. И многу се извинувам и знам дека сваќа дека не е лично, затоа што целиот круг кој што е мој комуницира меѓу себе и знае дека секој е на исто. Више не е круг, се е точка. За мене, зборам мислам. 3 точки. Да, 3 точки. 3 до 4, така. И те разбирам, скоро што се ја кога сум така, не сакам допир со луѓе, дури ми се чудат зашо порано си бил со гужва цело време. Не ќам ве сам да одмарам, сам си го најдам мирот. Нема шанси. А што друго би работел е што рече дека размислиш, а не Сакаш да ти кажеме на ексклузива пресмешна? Да, имаш некоја понуда? Не, по струка сум, имам завршено средно сестра. Медицинско? Сестра, да. Ама после се запиша на факултет на медицина. Да. Али фан факт е што, си се спреми. Фан факт е што средното, уствари, моја не било завршено. Дури не ја земаш таа државен испит. И уствари, пред да почне тато така нешто, веќе фативме со мама, мама работи во болница и ги знае тие работи како функционира, да бе, заврши го испитот, земи си ја дипломата, фикс. Јас имав средно, ама ја немав таа државна диплома. И бил фазон, добро, ајде, и уплативме, и земав материјали за учење, па се случи што се случи, па септември го долговлеков и пред недела дена положив со сестра. И сега сум официјално сестра. И као увазоне мама, си размислувала тоа да работиш? И ја, кога учев, многу го сакав тоа. Многу сакав да... Затоа и си се запишала, предпоставам. Ама како, сите операции, сите соочувања со сите тие боцкања... Сега не можам да замислам. И сега сум во фазон, тоа го имам завршено, замисли да го работиш тоа, ама не можам да замислам. На друг човек да го правиш, не знам. Не, само се молам да немам потреба. Само стварно најискрено сакам да немам потреба. Се живели од музика, се живели од ова ти што го работиш? Па еве, ако ова е лош период, ако ова е мој лош период и општо после Кочани лош период и општо после се што ни се случи, ако се уште немам се уште не потсегнувам да работам нешто друго, значи дека може да се живее. Сега секој различно го дефинира тоа живее, нели? Точно. Не треба луксуз и такви ствари за да живееш, треба само еден нормален живот, мир да имаш, сејачкова. Никогаш не сум замислувала огромен луксуз.
вчера бев на една емисија и гледам околу мене нешто си, мислам да не се разберам погрешно, тоа не го гледам за лошо. Некако сите се брендирано нешто, ете, спушташ доле глава, брендирано патиче, брендирано. И сваќам колку, например, на некои луѓе ќе им направи сам старт, леле, ја толку сум изолирана, ја верувај сега да правиме една забавна емисија, наброиме 5 бренда, веруваш дека Исто. ја немам појма зашто не ме интересира. Точно. Коли? Не, Па тоа ќе па ти кажа, леле, абе, Тоа па и знаеш колку ми прави тоа? Да едуцирај се, ќе те начека у 5 за 12, ама ја па Зашто? немам срам да кажам дека не знам. Па ја исто немам срам, Не знам, не ми ни прави комплекс, така да не ми треба, сума сумарум, не ми треба луксус за да живеам, ми треба само така, ако денеска сум решена дека не ми се прави ручек, да е окей да застанем, ајде застани да си купам чија од 250 денари, тоа да е окей. Знаеш, и тоа не го сматрам за луксус, тука за еден нормален живот. Да, така да си приуштиш. Да. Сума сумарум може, зависно со тоа пак колку даваш и колку државата нема да те тепа. Нас моментално не тепа по секоја. Ние сме од утепани, секоја така страна, да. Вчера кажав на емисија, ние сме тажна, прашањето беше во кој град во државата најмногу се веселат луѓето. Ја викам, ние сме тажна држава со весели луѓе, кои што многу добро камуфлираат од 9 до 1 кога се излезени, после 1 нека ни дава Бог помош. Уствари ние сме тажен народ со среќни слики на социјални мрежи и се тешиме дека се се родзо, иначе ти е ладно затоа што дуат. Не ми е, топ ми е. Да, супер. Ја па, еве видиш, ги рушам тие барикади, еве ја гласно кажувам, но еве сега на Overillcast дека ти ме собра мене, ја едва станав денес. Да. И ја рушам таа слика дека сум моментално среќна и не сум мирна, имам проблем и ќе го решам. Сите други луѓе што Ама гледам тоа да не е камуфлирано. Ај сега ќе објавам ја знаеш колку време се немам сликано? Одамна? Сликано? Не, тоа е, знаеш како да ги фатиш на емпатија луѓе, ај сега да ме жалат, па сеиш како, мислам многу е фейк тоа, но Не, ја само го кажувам гласно дека ако некој моментално е у загуба, дека окей да си у загуба, ако некој се соочува, тоа ми е целта. Жртвата, тие сите фази ги имам поминато, ги имам разработено и не сум у тоа. Не сум у тоа, само сакам да е реално, како што е. Да, па нормално е, тоа го правам и ја цело време, само и кога си искрен и кога си реален, дури луѓето ти се љутат зашто тоа им го кажуваш така, свеѓаш како ако ти сега не ми се допаѓаш, ќе ти кажам, ама ова не ми се допаѓа кај тебе. И ми се љутат све што сум им кажал, се валја требало да ги лажам дека све е окей, све е супер за да ме прифатат. Не, мислам тоа ми е многу фейк, ми е многу лошо ми. Ма тоа не се не луѓето, мислам, не се луѓето криви, ние го правиме општеството, ама навикнати се веќе во тоа е по дефолт. Сега ако не ми се допаѓа еве на излогот девојката што се соблекла, сега зошто да го знаеш, као не дека сега ние треба да одиме и да шириме ова не ми се свиѓа, тоа не ми се свиѓа, ама it's okay да кажеш дека нешто не е. Посебно на блиски луѓе. Сега не сум за оние негативни коментари кои што ги добиваме на дневна база, како хейт, секој се да си кажува, ама па и окей, посебно на блиски луѓе да кажеш дека нешто не е. Конструктивна критика да ти даде како ова не ми се допаѓа, тоа не да те вреѓам, мислам тоа. Далеку од вреѓање. А тие хейт коментарите ти имаат одвишок слободно време и затоа не знаат кај да го искористат. Да. Така да нив не ги перцепирам у суштина. Кажи ми зашто Скопје, зашто не Куманово? Зашто се пресели од Скопје? Периодов размислувам зашто. Да? Да. Периодов размислувам зашто. Сигурно затоа што сум носталгична, затоа што мама е сама и слично, ама ако треба да бирам зошто. Да, ама пак различни сте, нема сваќа погрешно, ама различни сте, тоа е многу пофокусирана бегството со друштвото. Нормално. Со машки. Не знам колку години има човек. 23. Па добро. 23.
у тоа. тој период, У тоа и не му се лутиме таман работа. Инаку дојдов затоа што сакав да осетам што е тоа што ми го велат самостоен живот. И одбрав да е Скопје затоа што Скопје ми беше дестинација во која што постојано имав работа периодот кога се преселив 2021-2. Поголем град, поголеми можности, помалку луѓе, простор да те знаат и тука не да те знаат, ама секој втор ќе те знае, окумано секој прв те знае. Секој те знае и тоа ми пречеше. И сакав да видам како е да застанеш и да кажеш и треба месецов да платам кирија, месецов треба да платам сметки, да си свој на свој. Точно. Дефинитивно. И као после неколку години живење. Па дефинитивно најпаметната одлука, не знам во која држава беше, до 18 кога ги финансираат родителите децата и после тоа престанува. Дефинитивно мислам дека секој млад човек треба тоа да си го дозволи тој луксус на буквално која чука кирија ти леле чека да видиш как со одговорноста како е. И нормално да направиш, да сготвиш, да испереш алишта, да свеш. Сега веќе ја не мислам сега веќе. Тука е мама, ама сега на мене чизмите да си ги исперам, мама што знае да каже сине те испраќав на настапи со марамче и бриша по мене и да се тоа да биде скоцкано секоја мајка секогаш, нели? Некогаш зафалува да сум испеглена на калела, да испеглеме. Да. И тоа најчесто знам на Тамара да ајде молам се, ама Тамара па не се замара со рабови, со такви ствари како мене. Ајде дета. Што убаво дете. Не замара со рабови така. Со мене така да пак сум контрол фрик, пак ја ги работам работите, ама. Океј. That's it. Зашо од кај испадна со Тамара Цимерки да бидете? Со Тамара се запознавме музички преку еден настан. Тамара е од Скопје, така не? Не, гостиварчанка, ама седи веќе 10 години тука, така да. си работи. И у принцип кликнавме толку многу бргу, толку многу некако баш сега снимав едно видео за една емисија нејзина и требаше. Тамара е човек кој што ми враќа надеж дека човештвото не го изумира. Затоа што е толку многу добар човек, да тоа дури некогаш си велам човек дај направи нешто, некои глупости, покажи ми дека не дека си жив човек, дека не си совршен. Да. И периодов со тоа се соочува затоа што онака од што многу дава, па си има заборавено себе. И кликнавме толку многу бргу музиката не спои, болката некоја меѓусебна со сите работи и така као ај сама да седам, ај не и настана ајде. Поише луѓе, мислам, двајца е полесно него сам да се... Лакше е удвое, апсолутно. И дефинитивно, воопшто не се... Каам и моите ја знаат, и тато ја знаеше, и онака... Тато сакаше кога сум обкружена со добри луѓе, и многу често грешев во изборот, да. Грешно ги перцепираше луѓето. Да, и онака кога ќе ми кажеше тој, сега си со прав човек, тоа е тоа, знаев дека е тоа, затоа што родител не може да сгреши. Тој good feeling не може родител да поминале свашта, искусни се више и така. Да. Што правиме со музика, кажеме. Фала му на Бога што е тоа така. Со музиката периодот настапи течат, фала му на Бога се дешаваат можности, прилики да може да се работи. Активно во создавање на музика исто така работам. Периодов ми дојде една песна за тато од нигде никаде. Да ја напишеш или ја напиша веќе? Некој ми ја напиша. Некој ми ја напиша и ми ја даде и не ми се верува дека... Треба да ја снимаш, уште не снимаш? Да, треба да ја снимам. За ден-два треба да направиме муабет со човекот. И тоа планирам да го изведам од себе и да завршам со една епоха на една тага, баш поради тато, затоа што последната песна која слушал на радио 2 дена пред да се случи немилиот настан, кажал на мама, слушале на радио моја песна и кажал, знаеш што, многу пее тажни песни. Ти? Да, тоа е кажал на мама. Многу пее тажни песни, зашто толку тажни песни пее? Тоа му било за пучокот. И така некако сакам да го
да го испеам низ песна и да ставам една нова енергија. Се кројат со Темелко веќе активно песни кои што ја напиша Молитва, последнава моја песна, веќе активно се кројат неколку песни кои што тој ги пишува од исто мои претходни искуства. Не сакам да пеам нешто што не можам да чувствувам и тоа се што ќе испеам сакам да го имам почувствувано. Така да се работи активно на тоа и се надевам 2026 веќе ќе биде доволна за да се оформи албум. Значи, работиш константно на тоа. Да. И кога не работиме, ние музичарите работиме доживувајќи работи, после, ние искусуваме и доаѓаме у студио или пишуваме со композиторот и ние можеме буквално за 2 дена да создадеме музика. Тоа е нашето, нема онака од 8 до 4 па се. Не, ние тоа е креативата, е многу битна и слободата е многу битна за да мислиш како што треба и да твориш како што треба. Да. Скроз. Кога прекина и зашо прекина соработката со Прагма? Или не е прекината? Не очекував дека некој знае. Знам јас, све знам. Па не е официјално прекинато, многу ги сакам и многу ги поштувам, многу сум им благодарна што беа тука за мене во периодот кога некако се пукаше и се цветаше и се беше онака најубаво. И дојде период во кој што одлучи животот, како и да е, дека сите камења што треба периодот да се тука и тоа се случи со нив. Јас верувам дека постојат периоди во кои што имаме раст со луѓе и кога веќе нема што да споделиш или треба да паузираш, тогаш се случува тоа и тоа се случи јуни, да ти одговорам конкретно на прашањето, јуни годинава 2025. И тоа е тоа, немаме официјално прекинато, немаме Не сте се скарале не, никако. Само нашата професионална соработка е прекината, но праќаат луѓе кон мене, праќаат луѓе кои што се уште мислат дека работам уште со нив, така да не ми ставаат сопки, не ми ставаат онака пречки, никако немој таа да земеш, што е многу чест пример со другите луѓе. Си ставаме сопки. Со сите. Си ставаме сопки, многу сме кварен народ, а оние кои што у јавноста се познати дека се кварени, на луѓето кои што биле добри со нив, не им ставаат сопки. Такви си Игор и Кристијан. И такви искуства имам со нив и никогаш нема да ги памтам полошо. Во моето срце се така сместени во една фиокичка, во еден многу убав период. Ми дале прилика да настапувам на многу големи, многу битни настани кои што ми имаат многу донесено и треба да си ѓубре да застанеш и да кажеш никогаш од мене тоа никогаш нема да се случи. Пред да те прашам нешто, сакам да си ги поздравам моите спонзори, поминуваме Джио Хирмол, тука не знам дали пазариш или идеш по молови, можеш да го посетиш Бабилон кафе исто на кафенце. Знам кај седиш ти често, ама тука можеш исто да дојдеш, има добро Фредо еспресо. Топ. Седам, знаеш дека идам тука теретана, не знам дали смеам да спомнам, ама Sky Wellness сум си тука домашна, сега имам уплатени у Куманово Sky Wellness и сум си така измеѓу, ама си седам и пијам кафенце стално тука, така да. Јадеш ли кебапи? Пошто не знам сега како си со исхраната, ама мои спонзори се Тетекс. Топ. Па јадам, само знаеш дека немам пробано. Немаш? Не. Затоа што се ограничувам со мељаното месо, многу тешко ми се вари после операцијата и сум фазон као бирам и немам пробано. Значи треба да пробаш, пошто ова е вози на кај Тетекс. Да, инаку имам ограничена се исхрана, ама тоа е месо, мислам, пак и дава месо за јаде. Да, па реално. Знам дека работиш со него. Да, па душа моја. Ќе го почнеме тој мовет таму. Прво, ама вака ќе го почнеме. Мене ме нервира тоа што ти имаш прекрасен глас. Феноменално пееш и многу поштувам тоа све кај тебе. Ме нервира тоа што луѓето те знаат по Ивона која она што го стеснуваше желудникот што е. И зашо е тоа така? Зашо
не те препознаваат по гласот, по вокалот, по тоа све што правиш, него и цело време е тоа у јавноста, така. Свееш како мене тој момент ме нервира, па сега чисто да си направам моја да ми го објасниш. Не можам да кажам дека не ми пречи, дека ми пречи до крај уствари, а не можам да кажам ни дека ти годи. Дека ми годи. Сето тоа е еден баланс помеѓу чувства. Ти ја разбирам твојата поента. Не пошо, мене ми е како квалитетот ми е голем, многу поголем од мојата операција. Да, и ти го потиснува ова. Фала ти. Ама јас без таа операција, без тоа нешто не би била јас моментално, која што е делумно задоволна со тоа што го има постигнато, што се однесува со твојот изглед. А зошто тоа така? Затоа што пишаниот медиум гледа да пишува она што се чита. Да. Ние, како општество, читаме трач, читаме сеири, читаме кој со кого се скара од драми. Да, читаме и големи трансформации. Ја имам голема трансформација и некако тоа многу се провлече низ целиот тој период и луѓето покојан Зоки дури застана и кажа дека ми е платена таа операција од страна на Турција, тоа да го зборам, што не беше така. Што апсолутно не беше така. Тоа беа честни заработени пари од страна на мојот татко кој што ги даде и ми ги позајми и ми даде прилика да живеам. Така да криво ми е и мене, ама без не можам ни да кажам дека до крај ми е криво затоа што без таа операција па не би можела да пеам затоа што ја бев у фазон, ќе се откажам зашто бев незадоволна од самата себе. Но тоа и на мене, колку пласирам, колку творам и колку правам. И сега затоа не можам да кажам и дека е се до медиуми и сум реална. Значи треба и јас малку почесто да правам музика и да давам музика на мојот профил и на моите социјални мрежи, а паралелно на тоа медиумите да и Веста Ивона денеска објави кавер од I don't know what да го пласира тоа како информација, како вест. Па сега и никој да не го отвори, битно да го има. Да, па 20 да го видат, Точно. Знаеш. А со ова ти што се го направили отстрани кожа, вишок на кожа, се, да. И мислам, им имаш помогнато на други луѓе така околу. Не знаеш на колку. Да, па не знаеш на колку и не знаеш колку сум дали се они задоволни све тоа како. Да. Пред 5 дена една девојка која што буквално онака живот или смрт е више да донесе одлука за себе, за сопственото здравје со многу голем број килограми. Кога ми кажи ми понудија да ми ја направат операцијата во нашата болница, затоа што тие операции, например, над 230 килограми, веќе знаеш дека животозагрозувачка состојба и дека веќе и докторите тоа во нашата држава знаат да спаѓаат и во животозагрозувачка состојба и ги прати бесплатно на луѓе кои што сакаат да помогнат и кои што веќе се алармантно се пробале. Збориш килограмите се. Да, последицата од нив. И ми вика, кажи ми искуство твое. Јас стварно рака на срце не можам да кажам едно лошо нешто кое што сум го поминала со операцијата. И стварно би требало да бидам безобразна и да кажам не ја прави, постојат начини кога таа не може да движи. Таа не може да движи и да направи едно кардио кое што може да ја направи. Точно. Знаеш, така да имам многу помогнато, никогаш не сум ги објавила. Но последната статистика која што ја знам од докторот е дека преку 230 луѓе се отидени на таа операција, 230 сменети животи. Збориме за во Турција? За во Турција, да. Тоа е голема бројка, тоа е голема. Тоа е голема. До тогаш веќе не сум во контакт со нив, веќе престанавме тие рутински контроли да ги правиме зашто веќе се е зараснато таму внатре. Така да многу сменети животи и бескрајно сум благодарна. Тоа е единствената причина поради која што јас јавно сум решила гласно да го кажам тоа. Девојкава на пример, нема да ја кажеме која, ми каже јас ќе ја направам и нема да кажам. Не сакам да кажам. И тоа е избор. А јас па од избори се гласно, се вакво да помогнеш на крај ти, еве, го јадеш на некој начин, го имам изедено, многу гласно е. Залепиле, етикета ти залепили, само Немам проблем. Сите ние сме тука со мисија во животов. Ја мојата мисија ја чувствувам дека е тоа, дека гласно говорењето денеска со ова зборење на еден да допре моето искуство. I did it. Точно. Не ме интересира што ќе се залепи.
Нека се лепи за Да, тоа. нека. А беше ли тежок период се тоа околу? Пошто ја те пратам, мислам, жена ми поишете прати, поишете пошто. Стварно? Голем Поишете поздрав. пошто, мислам, поишете знае од мене, пошто Да. те следела и на Звезда Гранда и се Да. и од тогаш те знае. Ја дури не знае, вика праша за Звезда Гранда, викам кога настапува. Кога бе, да. Ама тоа било давно. Одамна, така? 2014-15 сезона. Тогаш и Инстаграмот ништо не Не, било. не. Тогаш имав 2000 следбеници и го бустав, као се уште не бев дојдена до накав со када си. Да. Инаку, дали беше тешко што конкретно за операциите збориш, рекаверито? Да. Апсолутно и без подршка во тие моменти на луѓе кои што сега се потрошени баш поради тоа што во тие моменти дале се што имаат и што немаат, немаше да успеам, посебно операцијата на кожа. Операцијата на кожа беше hell of a ride, да не можеш да отидеш сама во WC, да не можеш сама да се избањаш, да се плашиш од бањање, затоа што ја се уште немам чувство, знаеш, кога ќе се допреш дека немам сензации. Немаш Никакви, осет, исто никакви. кој што ја немам на раната Да, тука. никакви сензации. А ти, не знам, од што си опериран? Рак на тести си имав, ја немам. Големината, а јас сум 360, значи Да, од ти почеток седи и немаш немам рака, чувство сега. мислам, Иде раката и као да има стагнација на Да. тој период. Сакам да кажам, кога се бањав, ја плачев дури се бањав. Ама тоа све си се враќа Се од враќа после, во така, нормала. чувството Да. и се. Сега веќе сум 10 месеци постоперативно и сум преблагодарна на докторот кој што се појави во мојот живот и на Влада која што е негова асистентка и која што не знам. На сите. Некои работи ако се за тебе, Се за така си доаѓаат, така си се местат, кога нема да имаш ти ни појма дека ќе дојдат и ето. Ја викам Гаѓа. тоа што ти е пишано од оној горе, Не, така, не, така не, да нема бегање Од тоа нема од тоа бегање. нема И затоа сум мирна со смртта на тато. Кога ќе го чујат ова бабите, дедовците кои што се во тежок гривинг, во тежок очај, јас сум мир затоа што Така требало да биде, така било пишано. нема како другачие. Нема. Точно. Како Нема. ќе каже оној горе, така. Да. Значи сега да сумираме, си задоволна од себе си како изгледаш, предпоставувам. Така? Или има финеси некои што треба да се Има уште, ме чека операција на ноза, let's be real. Затоа што сега како се стесни струкот, сега па фокус еден, мислам, жени и живот и она постојаната работа на себе, што не е лоша. Let's be real, не е лоша. Јас, знаеш, во кој период најмногу килажа качев и најголема онака најголема заблуда своја кога мислев дека нешто е константно. Кога мислев дека нешто застанува и тука веќе толку. Не. Се е константа и се движи. И мора. Кога ќе влезеш у комфорт зона, знаеш, она као и не ти се искача и као тоа е тоа, не може ништо боље од тоа, не може ништо тоа. Апсолутно најголемиот непријател. Најголемиот непријател. Уф, ич него не ја сакам. Ич. Комфорт зоната? Па треба сите да излеземе, да ти кажам, за да бидеме малце да видиме што се случува, out of the box сегаш. Да. А за Звезда Гранда, кој ти помогна или ти одмогна или ти беше одскочна даска, дали би отишла на тој пазар сега пак да го освајаш српскиот или би се фокусирала само тука на Македонија? Тој период голема одскочна даска, тој период голем раст и развој ментален, затоа што во Македонија немавме таа разина на таа големина на шоу. Ја бев на Идол, бев на сите наши песни, бев на неколку кумановски надпреварувања, ама како грант и како големината на грант, како институција, како продукција, ета, на Балканов нема. Немаше, сега не следам, сега веќе не следам, па и посебно од како почина Саша, не следам. Ама голема одскочна даска затоа што ја бев во сезоната, имав среќа да бидам во сезоната во која што по прв пат Канал 5 ја дадоа како можност да се представи во Македонија. Тоа беше
Вау. Многу ми е криво што тој период немав бенд. 2014-15 да тогаш да работев, тогаш да работев, Те мислам бараат дека цело време. да, а јас бев као неискусна, фрлено, не знаеше не знаев што да како правиш, бе, да. фрлено во огин. Гледа, ама све се учи. Леле, сега кога ќе се завртам, буквално едно неискусно дете фрлено во огин, нит знае што прави, нит кај тера, само знае дека пее. Дека да. Сега сите што сте ја барале, тогаш звонат и сега, така да сега знае како иде тоа. Да, леле. А со јутубот што правиме? Дали уште си јутуберка, дали си имаш, дали сакаш да се вратиш, дали ти фали тоа време, па со Марио нели каналот заедно го имавте? Го имавме, да, сега си стои како немонетизирано споменарче. Аха. Да. Ама него Па би се вратила ли нека? Не би се вратила. Пошто Марија Шерифовиќ, например, прави влогови на... Да, скроз. Мара е звер, Мара го најде патот. Па не би се вратила во тој формат. Можеби размислувам, периодов гледам колку многу се раздвижуваат работите на реално говорење, па онака размислувам да бидам реално говорење, сите имаат стигма, онака пак кочат нешто. Ја па скроз сум искрена и си викам, да земам да зборам онака од почеток до крај. Као цак, па нема тука, ајде. Збори. Ама дека би се вратила у тој формат сега да снимаме као YouTube. Да, не би, можеби за 2 месеци ќе се смени, ама сега за сега не. Сега би добро и оваа идеја не ти е лоша, пошто реално нема нешто такво. Да. Моментално. Од почеток до крај, кажи си, сече и тоа само со себе. Не би викнала гости, само со себе како ненормална. Баш даери, затоа што ја пишувам дневник и баш онака како што ти се мислите, какви ти се мислите, таков ти е животот. Не знам дали би се сложил со тоа да ти кажам. Стварно? Кажи ми ти, ај ќе свртим уште еден круг, баш ми интересува. Не? Ама мислам, леле. Океј, ама моите мисли се рецимо хаос. Кои ти се мислите? Црни цело време, само црни мисли. Стварно? Дека ќе умрам, дека ова, да, мислам, анксиозност левел 500. Добро. Сееш као, не знам, ама... А не ти се манифестира тоа? Па не знам колку не се манифестира, може и се манифестира, ја не приметувам, не знам. И јас мислам дека какви ти се мислите, таков ти е животот во смисла на тоа што мислиш ти за себе, тоа го живееш, односно, јас сум жив пример за тоа, кога мислам дека сум најубават и без шминка и без... Можам да излезам, дури денес размислував да ти дам без шминка, можам, буквално да не ме занима и тоа да е. Тоа се моите мисли и таква ми е манифестацијата на животот. Твоето ти што го збориш, анксиозноста и мислите кои што се можеби не се пропратени со емоција, затоа што мислата треба да е пропратена со емоција за да се манифестира во животот. Јас сум мислиш дека јас си ги помислувам, само ги пролетува. Да. И тука ти се само како затоа што анксиозноста е еден од најголемите непријатели. Ама на пример имам мисли што се убави и што стварно ги чувствувам кога ги свеш ти што викаш со емоцијата. И тие ти се остварува. Ева ти го одговорат. Што имам дете, имам уште едно дете, свеш тие се. Значи тоа е, видиш, се што е пропратено, мисла како јас сега мислев дека гумата ти е, дека нешто ти се случува со гумата кога поминуваше низ дупкиве. Вакво, ама не ми се беше пропратено со емоција. Леле, дај тук, него ми беше мисла. А да има голема емоција, мислам дека сме толку моćни што може и гума да дукнеме. Сум го живеам тоа, не знам како да го... Те разбирам, скроз те разбирам што сакаш да кажеш. Се што е пропратено со емоција. И тоа држи вода. Тоа држи вода, да ти кажам, баш се согласам со те, дури се ме подразмисли. Ќе ти пратам неколку видеа на оваа тема.
посебно сум онака човек кој што верува во Бога и сите ме спојуваат со тоа, а паралелно на тоа па верувам и во манифестација. Манифестација не е ништо друго освен онака повторувачка мисла која што е просејана со верба, онака со силина. Еве последнава желба моја ќе ја кажам гласно е да глумам некаде и сакам толку многу тоа да го изманифестирам, така да ќе ти пратам на темава може си слушам ја така да видиш дека мисла како мисла не може ништо ако не е пропратена со емоција. Тоа ми се свиѓа и може да го гледам. А кажи ми еве уште со Бога за Господ за со тоа, пошто сега у последниот период после операцијата претпоставам дека почна као јавно да го кажеш тоа, дали е од тогаш или дали од претходно и од последниот пост. Последниот пост великденски, повторно трета година, не, втора година поред. Не почнувам да постам од понеделник и доаѓа четврток и ја такви знаци. Ја нема, ако почнувам гласно да ги кажувам ќе не се за гласно говорење, верувај. И сум у фазон. А зошто да не го зборам гласно кога постои? Зошто да не го зборам гласно кога ми помага? Последниот пост паралелно се проткаја со кочани и да не беше вербата и да не беше постот и да не беше бигорски, да не беше сето она што го живеев, ја мислам дека немаше да го поминам така како што го поминам, затоа што многу блиски луѓе изгубив, многу беше до мене блиско како музичар. И ако ме сега прашаш, ако наредното прашање би ти било кажи ми еден најсреќен период во твојот живот, ја би го издвоила март и април 2025, иако поминувавме Голгота. Ја помирна Ивона не сум не постојала. А што правев? Бев ограничена со движење. Седев дома у 4 зида, у стариот стан. Станував. Се молев. Прво што правев се молев, пишував благодарности, правев кафе сама, пиев кафе сама, пак се молев, пак се заблагодарував, јадев чиста храна, не јадев месо, ќе станев до чино, ќе испиев некое кафе, ќе се раздвижев, пак се заблагодарував, бев обкружена со двајца без тројца, имав пари, финанси, 500 до 600 денари кои што сум си ги одредила, кои што ми се потребни, си направив скинкер, ќе си се вратев у молитва, ќе си легнев. Значи си била мирна, си го нашла мирот. Толку. И толкав ја да можам тоа со зборови да го преточам, ја би била најсреќен човек. Не можам, се надевам дека ова е доволно, ама малку треба за среќа. Малку треба. И еве нека се вратам пак. Ситници се упрашање како е. А не можам да замислам па да имам, како ти што кажа, свое дете, свое... Да, тоа е... Ти го посакувам тоа од срце, да ти кажам, малце да видиш. Па тогаш зошто такви мисли? Зошто такви мисли? Не знам, валја заради траумата што имам од тоа што ми се има десено. Добро, не знам што ти се има случајно, ама ќе ми кажеш. Кажал со ракот на тестиси што ги имав и тоа. Аха. Може уште од тогаш си ги влечам и тие. Да не ги малтретирам. После камерата. После камерата, иначе поздрав до Бигорски, до цела екипа таму, до отец Митрофан, до Ефросини, до Партени, до сите. Поздрав, леле, да, не знам дека можеме тоа да го кажеме, најголем поздрав. Можеме, зашто да не, најголем. си ги сакам, си ги поштувам сите. Не сум отишол одамна таму, треба да дам да ја поседам. И ја тебе да ти подарам од моите исто спонзори, това ти е новчаник за картици. Благодарам многу. Може ќе ти се најде, пошто ми кажа дека кафе пиеш, мислам дека да. Да. Еве ти полија, кафе ти леле, доаѓаме, мои се алфи, кумановци. Да, ти благодарам многу. Така да, фала ти што дојде, што си помобитевме, убав подкаст. Ти си многу добар човек, ја морам да ти кажам. Дека си предобар човек и продолжи со све што правиш, имаш моја поддршка. Фала ти од срце и се надевам дека ќе измотивираме, ајде ни е целта двајца. Па ако 22 биле, супер. Суперче, да. Дај Боже, имаме некој успех тука. Така да, фала и на вас за гледањето, имајте прекрасна вечер, лайк, шер, субскрайб, тоа све стајте. Секако. И се гледаме од друга прилика. Чао. Чао.